Градоначалникот на општина Виница Емил Дунчев денеска претпладне оствари работна средба со унгарскиот амбасадор во Македонија Јозеф Бенце. Двајцата соговорници разменија мислење околу актуелните економски, културни и други теми. Градоначалникот Дончев му овозможи на амбасадорот Бенце посета на детската градинка Гоце Делчев како и археолошкиот музеј Теракота. Пред 30 дена во посета на општина Виница имаше представници од Стопанската комора на Унгарија. Има кратка средба со бизнис секторот во општина Виница и потоа средбата продолжи во општина Кочани. Таму со амбасадорот се договоривме да ја оствариме оваа средба и да ги согледаме можностите за унгарски инвестиции во Виница, исто така да оствариме поголема контакт помеѓу компаниите од општина Виница и од Република Унгарија, се со цел да можат да соработуваат меѓу себе. Polgármester meghívását örömmel fogadtam el. Ја прифативме поканата да ве посетиме и мене многу ми е драго. Добивме информација дека соработуваме на повеќе полиња, и тоа на културен и економски план. Оваа соработка треба да продолжи понатаму. Ниската стапка на невработеноста овде во Виница ме восхитува, бидејќи на неа може да и позавидат и многу други општини кај вас. Пријатно бевме изненадени како странските инвеститори ја користат индустријската зона во Виница. Се договоривме за една соработка во повеќе области. És őszintén több Európai Uniós ország örülne, hogyha nyolc. Напладне Јожеф Бенце ја посети и општина Кочани, каде оствари средба со градоначалникот Радко Димитровски, кој го информираше за развојните потенцијали, стопанските текови и за традиционалната соработка на културен план помеѓу избртимените градови Кочани и Сиген Сент Миклош. Сакаме да ја продолжиме онаа соработка која што имаме помеѓу Кочани и Сиген Сент Миклош како збратимени градови. Сакаме да ја прошириме во делот на економската соработка, зашто посебно денеска организираме посета во делот на геотермалните води, каде што Кочани е лидер на целиот Балкан, и да го презентираме производството, односно можностите на нашиот ориз од Кочани. Ја користам оваа прилика уште еднаш да се заблагодарам на неговата екселенција за поддршката која што ја дава и на Кочани, а посебно за поддршката која што ја изрази овде во Кочани, која што ја дава Република Унгарија за приемот на Македонија во членството на Европската Унија и НАТО асоциацијата. Nagyon örülök, hogy ismét ellátogathattam Kocsányba. Многу ми е драго што престојувам во општината Кочани кај мојот пријател со кого во последниве години имаме воспоставена успешна соработка. Кочани е првата општина која воспостави збртимување со градот Сиген Сент Миклош. Успеавме да воспоставиме успешна соработка со десетина до сега подпишани договори. Соработката меѓу овие два града успешно се остварува во повеќе области, а ќе соработуваме и на планот на средното и високото образование. Овде добив одговор на директното прашање околу интеграцијата на ромите, каде што добив информација дека во општината Кочани 5% од населението е ромско, а во Унгарија 10% има ромска популација. Реализиравме многу проекти кои се практично прифатени од Европската Унија, а се однесуваат на интеграцијата на ромите. Домаќинот и гостинот потоа го посетија геотермалниот систем Геотерма, каде амбасадорот Бенце се запозна со развојните можности на овој алтернативен извор на енергија. Информациите од прва рака и сознанијата за стопанските потенцијали на Виница и Кочани, амбасадорот Бенце ќе им ги пренеси на стопанствениците од неговата земја со цел конкретизирање на соработката помеѓу двете земји.